Почитувани, СДСМ е најголемиот кластер на коронавирусот во земјава. Денеска имаше нов пик од 101 заразен граѓанин, жртви на предвременото започнување на кампањата на СДСМ и желбата на Зоран Заев за власт. Ова е графиконот од кој се гледа дека коронавирусот зема замав пострашен од кога било. Последиците од заразата која ја шири СДСМ со нивните партиски функционери се несогледливи. Владеачкава партија во изминативе месец дена на најгруп можен начин го заобиколуваше полицискиот час со дозволи за движење извадени од партијата, пуштија стотина луѓе да делат подкуп и ја заразија цела држава. Ова се сликите од кои се гледа како активистите на СДСМ делат подкуп организиран од Зоран Ивица Заев. Кога МВР презеде мерки и посочи на кршење на полицискиот час, Зоран Заев излезе со Facebook статус да се жали за политички притисок. Зоран Заев лично го кршеше и мотивираше други да го кршат полицискиот час. Ова се сликите од Сања Лукаревска, од партиски настан во Куманово, на кој што се гледа како таа дели пропаганден материјал на граѓани дента кога е диагностицирана позитивната слика на коронавирусот. Стотина граѓани кои што дента биле во контакт со Лукаревска се новите потенцијални заболени. Мухамед Зекири и Сања Лукаревска се новите Нина Цаца Билјановска. И првиот и вториот пик се поради функционерите на СДСМ. Бројот на луѓето кои што биле во непосреден контакт со Лукаревска е над 200 лица. Потенцијал за зараза имаат стотина луѓе од централата на Управата за јавни приходи, како и од Скопската дирекција, десетици партиски активисти и други луѓе. Поради лудоста на Заев за брзи избори, за карантин е половина влада и поголем дел од СДСМ. Страдаат и граѓани кои што се во комуникација со нив, а бројките растат. Апелиравме да не се почнува со предвременна кампања. Ова се последиците на незрелото однесување на СДСМ, кои што, водени од желбата за власт, се спремни да газат и врз живи луѓе. СДСМ ја носи државата кон буквален пропаст. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. Со СДСМ и Заев добивме хибриден режим, неспособност, криминал и сиромаштија. Ви благодарам. Дали во ВМРО ДПМН досега има некој што се тестирала е тестиран позитивно на коронавирус? Зборам за раководството на ВМРО ДПМН. Раководството на ВМРО ДПМН, знаете и самите кога излегува оние информации за заболен новинар, за интервјуа, потоа за заболениот Зекири, апсолутно дека има тестирање, луѓето се проверуваат, од раководството нема заболени. Ви благодарам.